Месец и половина по првиот круг од локалните избори на кои се бираа советници во општинските совети, се уште има такви каде ниту една партија или коалиција нема договор за мнозинство. Таков е примерот со општина Центар. Според податоците од Државната изборна комисија во распределбата на мандатите, од 23 столчиња во Центар 8 доби СДСМ, 7 ВМРО ДПМН, 3 Левица, по 2 Знами и граѓанската иницијатива Независни заедно, а 1 коалицијата за зелена иднина. На првата конститутивна седница со која раководеше највозрасната советничка, немаше ниту еден предлог за избор на председател на совет. Поради избор на издржано и квалитетно решение, замолувам тука да прекинеме седницата. Кој со кого се обидува да го договори потребното мнозинство од 12 советника, прашавме кај сите групи представени во Советот. Од најбројната советничката група на СДСМ велат дека се уште се координираат за да се обезбеди најдоброто решение. Од ВМРО ДПМН, на која и недостига поддршка од тројца советници за мнозинство, под предпоставка дека поддршката од Знаме загарантирана, велат дека нивната советничка група има свој предлог. Ке го достават на следната седница на Советот. Нашата цел е да се избере председател, да не остануваме со преседавач на Совет, се со цел сите оние наши проекти кои што се поклопуваат со проектите на останатите политички партии и се од највитален интерес за граѓаните на општина Центар, што побрзо да ги реализираме. Од таа причина се трудиме да оствариме повеќе контакт со сите, меѓутоа во овој момент за жал се уште нема изгледни шанси дека би можело да се избере председател на Советот. На прашање дали би прифатиле председател на Советот предложен од главниот соперник СДСМ, како знак на конструктивност, Андриевски вели: Ние би поддржале секаков предлог кој што е прифатлив за сите останати политички групи во Советот. Се разбира, секогаш нели би целеле да одиме на наш предлог, меѓутоа би поддржале се она што е во интерес на општината. Со сличен став се и советниците од Знам. Велат дека немаат ништо против ниту една партија, а изборот на прв човек на Советот го условуваат со тоа да биде квалитетен и отпорен на партиски интереси. Најмногу советници имаат СДСМ и ВМРО ДПМН, така да ние нема да дадеме предлог за председател на Советот на општината. Секако дека ќе има коалицирање и договарање, знам на централно ниво е во коалиција со ВМРО ДПМН и тоа ќе продолжи и на локално ниво. Ние сме отворени за соработка и со други граѓански опции, така да сметам дека разумот ќе надвладее. Јане Димевски од коалицијата Независни заедно, кој беше член на Советот и во претходниот мандат, вели дека не е новина тоа што Центар не може да избере председател на Совет. И претходно седниците ги водела највозрасната советничка. Од наш аспект ние немаме размислувано да поддржиме конкретно некој. Генерално од претходниот мандат некаков впечаток имаме дека можеби не е толку важно од каде доаѓа, туку каква е личноста на човекот кој што би сакал да го води Советот, каков му интегритетот, како тој ја гледа работата на Советот наспрема градоначалникот, дали тој го сваќа тоа како продолжение нели на агендата на градоначалникот или како засебно тело кое треба да врши малци посилен надзор, па некогаш и да врати нели материјали, одлуки на градоначалникот доколку не се добри. Може би немаат предлог за конкретна личност, но Димевски вели дека имаат идеја како да се надмине проблемот на недостаток на мнозинство. Зашто не би имале, например, ротација на позицијата на председател на Советот? Например, ако има консензус во Советот, помеѓу сите групи, може да се договориме по една година да имаме председател. Од една партија, од една група, од друга група, од трета група и така, например, во еден мандат се свртат 4. Од Левица не добивме одговор каков е нивниот став во однос на изборот на председател на Советот, а советникот Антони Новотни од коалицијата за зелена иднина порача дека за него е помалку важно од која партија доаѓа, туку поважни се организацијските способности на личноста и односот кон проектите за зелена иднина.
Отсуството на потребното мнозинство за избор на председател на совет во некои општини се реши на друг начин. Во Карпош, например, советот доби председател од редовите на ВМРО ДПМН, Христо Саракинов, кој немаше да биде избран без два клучни гласа од ривалските табори, еден од СДСМ и еден од ГРОМ. Советникот на СДСМ Радослав Трошановски, кој гласаше за кандидатот на ВМРО ДПМН, веднаш доби шут карта од матичната партија. Согласно статутот на СДСМ, непочитување на одлуките, работење и гласање спротивно на интересите на СДСМ, како и нанесување значителна штета на партијата повлекува одговорност, а тоа се однесува и на сите избрани советници. Извршниот одбор на СДСМ најостро ги осудува сите притисоци, уцени и закани врз советниците во советите на општините на локално ниво од страна на ВМРО ДПМН, зашто партијата ќе преземе соодветни мерки за нивна заштита. Случајот во Карпош доби јавност, но не и во Велес, каде целата советничка група на СДСМ гласаше за изборот на председател на советот од редовите на ВМРО ДПМН. Кој е за со кревајна рака? Таму, по изборите, од 23 столчиња, ВМРО ДПМН освои комотно мнозинство од 16, пошто следуваат СДСМ и Левица со по 3 и Знам со едно советничко место. Советникот од СДСМ во општина Велес, Јован Чеманасков, за 360 степени вели дека споредбата со општина Карпош не е соодветна. Според него, тие не постапиле спротивно на партиските одлуки, а дури и ако гласале против, нивниот глас немало да влијае на конечниот исход. Да, имаше реакции позитивни и негативни. Би сакал да ги истакнам не само негативни, туку позитивни реакции каде што граѓаните пристапи и рекоа секој за храброста на таквата одлука. Покажавте една одговорност. Зошто велам одговорност? Па да, века тоа е институционална одговорност, затоа што Советот на општина Велес е институција на сите граѓани на општина Велес, не само на ВМРО и на СДСМ, и покажавте една политичка зрелост. На прашањето дали има судир на концепти и со ова се навестува непринципиелно коалицирање, Манасков вели дека нивниот глас за не значи и поддршка. Ние ќе бидеме гласна, аргументирана, одговорна, транспарентна, принципиелна опозиција и ќе се протиставиме на секој нивне лош проект или решение или одлука, кој што тоа и сега на почетокот го правиме. Пак ќе речем, не сакам да бидеме како нив. Како ќе се носат одлуки на ниво на општински совет, неизвестно е и во Струга. Таму на изборите од 23 мандати, најмногу освои коалицијата предводена од ДУИ, 8. ВМРО ДПМН има 6 места во советот, Влен 4, тројца независни и по еден советник се од СДСМ и од Левица. Иако НАИ има најбројна советничка група, ги нема потребните 12 гласа, па нивниот предлог за председател на советот не помина на првата седница. ВМРО ДПМН и Влен кои го поддржаа победникот во градоначалничката трка, независниот Менди Ќура, заедно имаат 10. Па ги прашавме дали имаат план за обезбедување мнозинство. Да, секако, бидејќи неспорен е нашиот директен удел и придонес во, како што спомнав, поразот на политичките структури кои се одговорни за состојбите, но од тука треба и да се респектира волјата на гласачите, кои се и наши поддржувачи, кои што не го дадоа својот глас само за советничката група, туку и за независниот кандидат кој беше поддржан од ВМРО ДПМН. Тоа треба исто така да се истакне, а уделот е значителен. Половина од гласовите се гласови кои потекнуваат од наши поддржувачи. Мите Стефовски посочува дека преговорите се водат на, како што вели, повисоко ниво. Очекува поддршка и од другите советници кои се залагаат за подобрување на работата на локалната власт. Не се персоналните решенија најбитните, најбитните се оние цели 4 години нормалност и работа кои треба да бидат обезбедени и да понудиме вистински луѓе на вистински места, можности ќе имаме, соработката и со централната власт е исто така важна. Ние сите сме тука избрани за да ги представуваме граѓаните и да направиме нешто. Преголеми се очекувањата и
Ние имаме општина која самата создала најголемата дива депонија во Македонија. Ние имаме општина која ја продала зградата на јавното предпријатие Водовод и плаќа кири на приватни лица. Советникот од СДСМ во општина Струга, Димче Шипинкаровски, вели дека до него се уште не стигнала понуда. Немам видено никаква политичка платформа врз основа на која што ќе се темели нивната коалицијска соработка и немаме видено кои се бенефициите и придобивките за граѓаните. СДСМ како партија на прво место секој пат се граѓаните, така што за сега останува ставот на СДСМ да делува опозицијски. Дали тој би поддржал предлог за председател на Советот што би дошол од ВМРО ДПМН и Ивлен? Вели дека ќе се координира со органите на партијата. Доколку се одлучи да има поддршка, ќе има, доколку не, и понатаму остануваме опозицијски. Ќе поддржуваме се во интерес што ќе е на граѓаните, ќе видиме, значи, кога ја станува збор за интерес на граѓаните, одлуките ќе бидат прифатени, а политичкиот дел, доколку нема договор, нема ништо од тоа. Инаку Струга доби нов градоначалник под ВД Цени, во кој со општината раководеше Рамиз Мирко, со прекин меѓу 2013 и 2017 година, кога начело на Струга беше Зијадин Села.